Веројатно никој од Македонија, ниту владата, ниту председателот, ниту МНР воопшто не се обиделе да побарат од Грција продолжување на рокот и да го спречат овој така наречен притвор за македонските граѓани. Молчи Ковачевски, кој додека беше премиер не направи ништо, молчи и Османи. Краток одговор само од Кепендаровски. Од македонската влада се повикуваат на изјава на техничкиот премиер за овој случај, но таму нема ниту збор за ова. Во однос на потребите за комуницирање со надвор, секако дека се превземаат организацијски процедури да се обезбедат соодветни документи и процедури за издавање на соодветните документи. Се надеваме дека 650.000 граѓани истиот ден денеска ниту имаат потреба, ниту можност да ја напуштат државата. Ниту од МНР не одговараат дали имале официјална комуникација со Грција и тие се повикуваат на старо соопштение. По сила на закон тие стануваат невалидни. Ние имаме обврска да ги информираме другите земји. Има едно писмо во кое Грција ги има информирано сите држави дека после 12 влегува во сила оваа обврска. Одговор само од Кепендаровски да сме се повикале на претходниот став дека не е негова работа тоа да го бара од Атина. Истиот тој Пендаровски кој пред само еден месец храбро бараше пролонгирање на рокот. Че ние со добра волја јавуваме во Брисел. Ова ќе го промениме од технички причини, бидејќи не можеме да стигнеме, на смисла на минус 10 да ги малтретираме, луѓето чекаат по 5 сати, а утре им велиш дојдете утре или заутре, што кошта? Тоа беше причина контра Пендаровски да отиде Ковачевски, наместо да се јави во Грција и да се обиде да најде решение на проблемот. Тој реши обврската да префрла ке македонскиот председател. Инаку она што е можеби главна причина што сега се доведе ситуацијата до момент да стотици илјади граѓани не може да ја напуштат државата е тоа што МВР издаваше пасоши со Република Македонија до пред 2 години, иако државата името го промени пред дури 5 години.